доколку во одредена просторија ставиме некој микрофон и кога корисникот куца на тастатурата, секој тастер дава различен звук. Вештачката интелигенција преку звукот може да одреди кој тастер бил притиснат. Значи, понатаму ние можеме да ја научиме некоја невронска мрежа да ги препознава тие звуци и точно ќе знаеме што се куца, односно што се внесува на тој компјутер. Тоа може да биде искористено за преземање на юзернейми, на пасворди, на документи што се употребуваат на тој компјутер и така натаму. DNS спуфинг, Caller ID, да речеме, тоа е особено опасно, затоа што вие може да симулирате дека се јавува некој од било кој број. Значи, може да добиете повик од број што не е вистинскиот корисник на тој број. Тоа може да биде направено со Voice over IP на прилично едноставен начин. И сега кога имаме сервиси кога што одвиваат преку телефони, да речеме, замислите, имате личен банкар на кој што може да му се јавите и да му кажете префрлете на таа и таа сметка толку и толку пари. И сега напаѓачот преку вештачка интелигенција го симулира вашиот глас, а од другата страна користи caller spoofing, може да го симулира и вашиот број, он да се јави и да му каже на банкарот да изврши одредена трансакција што не сте вие. СМС сведоци сме дека стигнуваат, особено од Македонска пошта, огромен број на СМС пораки дека вашата пратка е стигнати. Онлайн трговијата е во значаен пораст. Многу пратки доаѓаат од македонски онлайн продавници, од кинески онлайн продавници, од Амазон, од амерички, од целиот свет и речиси секој човек очекува да му дојде некоја пратка. И сега му стигнува на телефонскиот број, вашата пратка е стигната, он го очекува веќе некаква пратка, кликнете на тој линк за да пополните некакви податоци од вашата банкарска картица и така натаму. Тука повторно граѓаните, односно корисниците, треба да обрнуваат внимание на таа веб адреса, на тоа URL, на тој Uniform Resource Locator. Ако очекувате, пошта нема да прати